Благодарам, повелете Господин прашање. Шелегов, од ВМРО ДПМН изјавија денес дека договорот е жив од пржене, дека останува на СДСМ, дали е спремна да се соочи со народот преку фер демократски избори. Ваш коментар околу ова? И покрај сите напори на ВМРО ДПМН да не оневозможи одржување на фери демократски избори во Република Македонија, тоа нема да се случи. До крајот на оваа година ќе имаме фер, слободни и демократски избори на кои што криминалните, деструктивните и антидржавните политики на Никола Груевски ВМРО ДПМН ќе бидат сработно поразени. На кој начин ВМРО ДПМН е спречила да има избори? Па вие сте сведоци дека во Република Македонија на два пати се одложи одржувањето на предвремените избори токму заради тоа што не беа исполнети условите. Всушност, ако беа исполнети условите, зошто токму ВМРО ДПМН прифати да го потпише на последниот анекс кој што овозможува да се створат услови за одржување на избори на 11 декември. Ова тврдење не е само тврдење на Социјалдемократскиот сојуз, зад оваквото тврдење застана целокупната демократска, експертска јавност во Република Македонија, меѓутоа и меѓународната заедница, каде што беше посочен ВМРО ДПМН и владеачката ДУИ како фактори кои што не сакаат да се реформираат основните сегменти во општеството за одржување на фер, слободни демократски избори. Како ја коментирате изјавата на Поповски дека ваше луксус е да го избирате датуми? Луксус на Никола Поповски и останатиот дел од криминалното раководство на ВМРО ДПМН ќе биде ако останат на слобода после изборите. Дали сте задоволни од извештајот на ДИК со тоа што треба да се извишат 30.400 и нешто печалбари од изборниот список? Станува збор за 30.400 и нешто кој што велите вие спорни записи, кои што по методологијата која што ја примени ДИК се испоставија како спорни и на нив им беше дадено правото во рок од 25 дена да се пријават за повторно запишување. Истиве овие, воколку на вистина постојат како лица, ќе можат по официјалното објавување на избирачкиот список да се пријават за да бидат дел од избирачкиот список. Од тука сметаме дека Државната изборна комисија со вчерашната одлука ја заврши својата законска обврска.